Може би не случајно планината Баба со врвот Пелистер во своите пазови покрај многуте подпелистерски села го прегрнала и селото Драгош, во кој е роден нашиот сонародник Мендо Бакаловски 1944 година, по татко Илјо и мајка Каля, а кој не отиде многу далеку за да ја пронајде својата животна среќа, туку во село Велушина, неговиот сопатник во животот Трајанка, од родители Васил и Малинка Бошковски, што старата народна поговорка вели: поблиската рш е посладка и од пченицата. Овој наш сонародник завршува виша техничко во Битола и како младо момче во 1970 година реши да го премине океанот за да се стационира во Торонто, Канада, каде токму во Торонто со Трајанка ја ставаат круната на бракот, добивајќи 2 ќерки, а подоцна и 4 внучиња. Ako pijam rujno vino, ako pijam rum rakija, ako pijam rujno vino, ako pijam rum rakija, ako pijam, pijam da te zaboravam, ako pijam, pijam da te zaboravam. Ako pijam izgor oči, ako ljubav šeker usni, ako pijam izgor oči, ako ljubav šeker usni, ako mrsa bujni kosi, izgor pak libe za tebe, ako mrsa bujni kosi, izgor pak libe za tebe. Ako ne mi veruvaš, otvori do penđereto. Ako ne mi veruvaš, otvori do penđereto. Pogledni do peliste, kašajni vrvovite. Pogledni do peliste, kašajni vrvovite. Интересно за Мендо Бакаловски е тоа што носталгијата према своето село и роднини и другари го натера веднаш да се здружи во македонското јато во Торонто, каде станува член на Организацијата Обединети македонци, но и во црковната општина Свети Климент Охридски. Покрај него не можеше а да не биде инволвирана во активностите на македонската комуна и неговата сопруга Трајанка, која подоцна беше председател на женската секција како на Организацијата Обединети македонци, така и на црковната општина Свети Климент Охридски. Меѓутоа, љубовта кон фолклорот, љубовта кон орото и песната, наша македонска, Трајанка Бакаловска се побуди мислата да формира фолклорна група на Организацијата Обединети македонци, која со името на нашиот великан Гоце Делчев, Бакаловска не само пред македонската јавност, туку и пред канадската, да го афирмира македонското име преку богатиот наш фолклор,
фолклор, ритамот кој е најбогат во светот и песната наша македонска, а воедно и со името на Делчев да ја заинтригира канадската публика кој е Гоце Делчев. Мендо Бакаловски во Организацијата Обединените македонци 6 пати има бидено председател на истата, а тоа е резултат на членовите на организацијата кои со голема доверба гледат во него. Интересно е што Бакаловски речиси во сите негови говори на банкети поврзани со македонски историски настани не може а да не ги спомне Вичо и Грамос. Можеби некој од нас
се прашува зошто многу пати Мендо Бакаловски се повторува. Меѓутоа, резонирајќи ги го целокупниот негов говор, сватив дека целта на овој наш активист во македонската комуна е да ги потсети оние кои се уште се живи, а биле во борбите водени на Грамос и Вичо, но и да ги заинтересира по младите генерации за да се запознаат со историските битки на тие планини, колку многу македонци ги загубија своите животи за слобода на Македонија, што за жал се уште ја нема во тој дел во Егејскиот. Dravi rani blagoki, nek ne mi gile kuva.
Многу пати се прашувам, но им давам голем кредит на сите оние кои се инволвираат со највисокиот чин да бидат председатели било на цркви или организации или пак како што е Human Rights. Меѓутоа јасно е како кристал дека за Менто Бакаловски тоа е една голема љубов да работи за македонизмот во границите на неговите можности, заедно со неговите управи и како сложни браќа да го донесат успехот за организацијата па и за црквата како што беше председател. Овој наш сонародник наоѓа време дури да им посвети внимание и на неговите 4 внучиња кои се гордо за него. Но ништо не може да го оттргне од активностите во македонската комуна. Секогаш е присутен на речиси секој ден настан, банкет и след, било да е организиран од